студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. Гледате вести. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Актуелниот директор на платежната агенција уапсен за примање подкуп. Земал 400 евра, очекувал 50.000. Приведени вкупно 4 лица. Заигра метлата, цревото и камионите за собирање смет. Скопје се чисти, се вклучуваат нови автобуси од понеделник и се бркаат неработниците. Она што вчера го почнавме не е маркетинг, туку да покажеме дека кога се сака, се може. Почна ремонтот на градската железница. Од мај со воз Драчево центар за 11 минути. 4,5% инфлација во октомври. Цените продолжуваат да растат. Средба Орбан Трамп во Белата куќа. Унгарскиот премиер во нов обид да биде домаќин на мировни преговори меѓу САД и Русија. За истрагата против актуелниот директор на платежната агенција за земјоделие во живо во овие вести од пред кривичниот суд, каде тој е на распит. Останете со нас, почнуваме со вести. Актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието Илија Стоилев е изведен пред судија на претходна постапка, откако синоќ беше уапсен за примање подкуп. Заедно со него приведени се 3 други лица, меѓу кои е и сопственикот на фирма кој дал подкуп. Според првичните информации од истрагата, на директорот на платежната агенција му биле ветени 50.000 евра за да стори незаконско дејствие, од кој вчера тој примил 400. Деталите ги има Зоран Јаневски, го вклучуваме во живо од пред судот. Зоран, што точно опфаќа оваа постапка, се барали за него и за останатите приведени мерка притвор? Да, за сите 5 осомничени во овој случај, каде што е осомничен и актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, јавното обвинителство бара да биде одреден притвор. Тие повеќе од 4 часа се наоѓаат овде во кривичниот суд, беа на распит пред судија на претходна постапка. Рочиштето е завршено пред околу 1 час, но според најавите за 1 до 2 часа ќе биде утврдено, односно ќе биде објавено дали за сите 5 фатени со овој случај ќе биде одреден на притвор. Од обвинителството велат дека притворот се барал заради опасност од бегство, повторување на кривичното дело и влијание врз сведоци. Во овој случај, освен директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, опфатени се уште 4 лица, односно сопственика на приватна фирма и накуп порано министер за локална самоуправа, станува збор за Џевдет Насуфи, како и уште 3 лица, едно вработено во Скопската дирекција на управата за јавни приходи, еден вработен во Министерството за земјоделство. Според обвинителството, уште од февруари Џевдета Насуфи нудела подкуп од 50.000 евра за директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, за тој да потпише проектот ИПАРТ програмата. Првата рата од 400 евра Стоилов ја добил во текот на вчерашниот ден. Имаме изјава од Министерството за внатрешни работи, предлагам да ја погледнеме. Првоосомничениот управител на правно лице од крајот на февруари до вчера, искористувајќи ист траен однос и исти прилики во повеќе наврати, директно и преку посредници му ветил подарок парични средства од значителна вредност на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. Останатите тројца осомничени, од кои еден даночен референт во УЈП РД Скопје и еден државен службеник вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, побарале и го поттикнале директорот на агенцијата да изврши службено дејствие, што не смеел да го изврши. Зоран, прво, имаме ли информација кој го пријавил овој случај, на кој начин е откриен, со оглед на тоа што меѓу приведените и сопственикот на фирмата кој го дал подкупот или планирал да го даде во целосниот износ од 50.000 евра? Вообичаено, токму ониот кој е побаран подкупот се оние кои го пријавуваат ова дело, подкуп. Во овој случај не е така. А втора, ретки се случаите во кои висок функционер од власта е приведен за ваков криминал. Какви се политичките реакции?
Според обвинителството не може да се открие кој го пријавил овој случај, сепак ако се суди според зборовите на премиерот Христијан Мицкоски, имало дојави за вакво однесување, па тие биле и санкционирани во текот на вчерашниот ден. Тој ги повика сите граѓани да пријавуваат вакво коруптивно однесување и како што вели Мицкоски, тоа нема да се толерира. Еве неговата изјава. Јас во неколку наврати во минатото сум кажал дека таков тип на девијантно однесување нема да се толерира. И откако претходно имаше дојави за таков тип на девијантно однесување, се случи таа акција и од овој момент па натаму, нели, случајот е во рацете на обвинителството, судовите и така натаму. Апсолутно сум го кажал тоа многу пати во минатото, ќе го повторам дека тоа нема да се толерира. Знаете, во минатото имавме и уште неколку вакви случаи. Меѓу другото ќе го потенцирам и случајот со директорот на гериатрија и слично. Реагира и од опозицијската СДСМ, велат дека случајот всушност ја покажувала корупцијата која владеела во секторот земјоделство. Еве изјавата. Директорот од ДПМН е фатен со рацете во криминал. Прашање е дали министерот Трипуновски е замешан во оваа корупцијска шема. Ке поднесе ли оставка или ке гледаме уште една фарса без одговорност? Уште колку други случаи на земање мито и злоупотреби се прикриени во агенцијата и министерството. Да, сите петмено осомничени се уште се наоѓаат овде во Скопскиот кривичен суд, каде ја чекаат одлуката од судија на претходна постапка по доставеното барање од обвинителството, со кое се бара притвор за сите 5 лица. Остануваме овде по повеќе информации за наредното информативно издание. Зоран, те чекуваме во Централниот дневник. Благодарам. Заигра метлата, цревото и камионите за собирање смет. Скопје се чисти, се вклучуваат нови автобуси од понеделник и се бркаат неработниците. Она што вчера го почнавме не е маркетинг, туку да покажеме дека кога се сака, се може. Почна ремонтот на градската железница. Од мај со воз Драчево центар за 11 минути. Новиот градоначалник на град Скопје, Орце Ѓоргиевски, веднаш по символичното предавање на функцијата од досегашната градоначалничка Данила Арсовска, почна со реализација на своето изборно ветување, чистење на главниот град, кој со месеци беше затрупан во ѓубре. Ова не е PR трик или маркетинг, порача Ѓоргиевски, најавувајќи дека главниот град никогаш повеќе нема да биде претворен во депонија. Тој најави вклучување на 55 нови автобуси, кои во сообраќај ќе бидат вклучени веќе во понеделник. Детали од Тамара Дичовска. Овој материјал се подготвува се уште, ќе го погледнеме малку подоцна во овие вести. Почна со работа новиот состав на Советот на град Скопје, кој со шарен политички распоред вети поинаков пристап во донесувањето одлуки. За нов претседател беше избран Даме Димитриевски од ВМРО ДПМН. Уште на првата седница се почувствуваа разликите во ставовите меѓу советничките групи. Новиот претседател најави дека Советот ќе биде место на аргументирана дебата и решенија, а не на поделби. Советниците веќе следната недела ги очекува првиот голем тест – ребаланс на буџетот на град Скопје. Почна со работа новиот совет на град Скопје. Распоредот на силите е шарен. ВМРО ДПМН има 18 советници. По 6 советници имаат Левица, Вреди и Дуи, а СДСМ 5. По еден советник имаат коалицијата Искуство за успех, знам и граѓанските листи на Независни заедно и Зелен хуман град. На денешната конститутивна седница, советниците дадоа свечена изјава дека ќе работат совесно и ќе ги почитуваат законите. За нов претседател на Советот беше избран Даме Димитровски од ВМРО ДПМН. За гласаа 23 советници. Ова собрание ќе има различни ставови за различни прашања, но не смее да има непријатели во Советот. Ќе водам седници во дух на почитување, аргументирана дебата и конструктивност, затоа што само така можеме да донесеме одлуки што навистина ќе му користат на градот. Ова не треба да биде само совет што зборува, туку најпрво треба да биде совет кој што слуша. Иако градот има многу дневни проблеми, сакаме и да градиме Скопје за следните генерации. Да вложуваме во трајни проекти, во зеленило, во урбана култура, во иновации и во нови можности за младите во градот.
Пред гласањето се појави првото несогласување во редовите на СДСМ. Советничката група ќе гласа овој пат воздржано за да не ни се повторат оние 4 години, да видиме како ќе почне работата, инаку господинот Димитриевски има целосно нашата поддршка. Добиваме предлог, што би рекол нашиот народ, човек што ќе пали и ќе гаси, со оглед во градското собрание, со оглед на тоа дека доаѓа од фирма која што се палеше и се гасеше, до душа Дрисла многу поуспешно се палеше отколку што се гасеше, меѓутоа не се. Јас ќе се иземам од советничката група на СДСМ и ќе гласам против. И на оваа конститутивна седница сме сведоци на политиките на СДСМ денес во случајов. Прво го поддржуваат председателот, потоа не го поддржуваат. Според деловникот за работа на град Скопје, за председател на совет не се гласа против. Се гласа само за, значи или гласате или не гласате. Градоначалникот Ѓорѓиевски очекува советот да биде извор на идеи и решенија, а не на поделби. Посочи дел од клучните приоритети. Да обезбедиме ефикасен јавен превоз, но и да го модернизираме, кој ќе ги поврзува сите делови од нашиот град. Ќе вложуваме во нови автобуси, подобрување на сообраќајната сигнализација и безбедноста на нашите улици. Уште од вчера бевте сведоци, од првиот ден по превземањето на функцијата градоначалник, започнавме генералка за чистење на нашиот главен град. И тоа нема да биде само 72 часовна акција, тоа ќе продолжи во континуитет, буквално секој ден. И она што вчера го почнавме не е маркетинг, туку да покажеме дека кога се сака, се може. Советниците веќе следната недела ги очекува сериозен предизвик – ребаланс на буџетот. Роковите се кратки, па градската каса треба да биде прекроена до следниот петок. Мартин Арсов, Сител телевизија. Со воз до секој дел од Скопје. Властите почнаа со ремонт на градската железница, која по повеќе од една деценија треба повторно да го врати возот како дел од градскиот превоз. Според најавите, од мај следната година граѓаните ќе може да патуваат од Зелениково до центар за околу 25 минути, а од Драчево до центар за 11 минути со сите застанувања по пат. Проектот предвидува 3 траси што ќе го поврзат речиси целиот град и околните населби со идеја да се намали гужвата во сообраќајот и да се улесни секојдневното движење низ метрополата. Властите почнаа со ремонт на градски воз. Според најавите од мај следната година, ако патувате со воз од Зелениково до центар, ќе стигнете за 25 минути, а од Драчево до центар за 11 и тоа со застанување на пропратните станици. Очекувањата се дека токму со овој проект ќе се намалат секојдневните нервози на граѓаните со градскиот јавен превоз. Вкупно 25 километри кои што започнуваат од Зелениково, потоа продолжуваат низ Јане Сандански, овдека во Драчево, потоа продолжуваме во Лисиче и завршуваме во транспортниот центар, односно главната железничка станица во Скопје. Овдека има 7 железнички станици кои што ќе собираат патници. Како град Скопје ќе бидеме целосно логистички вклучени во овој процес, земајќи во предвид дека на новите точки или станици, како што спомена директорот, ќе се адаптираме со јавното сообраќајно претпријатие за да нема со часови или по половина час чекање од страна на граѓаните за да дојде возот, туку према потребите, односно во моментот кога ќе има потреба и ќе има воз на железничката постројка, тогаш ќе бидат адаптирани и автобусите од јавното сообраќајно претпријатие да бидат достапни. Покрај оваа планирани се уште 2 траси за да се комплетира крајната цел со воз до секој дел од метрополата. До година планираме втората траса да биде веќе и проектирана и се почне да се изведува. Таа е од Волково, потоа Ѓорче Петров, Скопје Север и повторно завршува во главната железничка станица за веројатно 26 или 27 да биде последниот дел од Миладиновци до Илинден и потоа на крај пак да стигнеме во железничка станица Скопје. Паралелно на оваа делница се гради уште една, од Драчево до Илинден, а исклучиво е наменета за товарниот сообраќај. Со овој поттек кој што во моментов почнува да се работи, од Драчево директно ќе се оди за Илинден, односно товарните возови нема веќе да има потреба или да ја одбегнуваат оваа делница или да
ја користат со мала брзина или најлошата варијанта да влегуваат и да поминуваат низ центарот на градот, односно преку нова железничка станица. На тој начин очекувам дека карго сообраќајот ќе се зголеми значително и многу. Првата фаза на градски воз од Зелениково до центар е во должина од 24,5 километри и чини 5,7 милиони евра. Втората делница од Драчево до Илинден, која е во должина од 7,7 километри, ќе биде готова до нова година и чини 3 милиони евра. Габриела Лескова, Сител телевизија. Синоќа започна чистењето на градот Скопје. Најавите од новата градска власт и администрација се дека никогаш повеќе нема да се дозволи градот да биде претворен во депонија. Најава и за решавање на дел од хаосот во јавниот превоз со нови автобуси од понеделник. Го гледаме прилогот на Тамара Дичовска. Акцијата Скопје да биде чисто веќе започна, службите работат на терен, се чистат контейнери, меѓутоа се уште има локации во Скопје каде што сметот и ѓубрето не се подигнати. Рокот на новиот градоначалник Орце Георгиевски Скопје повторно да блесне истекува во недела навечер. Некаде чисто, некаде се чисти, но на сликата не изостана и преполните контейнери со отпад наоколу. Возилата на комунална хигиена денеска можеа да се видат насекаде по булеварите. Се празнеа полните контейнери. Но делови од Скопје денеска по месеци натрупан отпад беа чисти. Службите и 100 возила со кои вчера новиот градоначалник Георгиевски ја започна акцијата и ја завршиле работата. Службите синоќа го мија и плоштадот Икеот на Вардар. Ветувањето е дека до недела Скопје ќе биде ослободено од неколкумесечниот натрупан отпад. Колку ѓубре собрале ќе соопштат утре. Но околу 400 лица им се прекинати договорите за работа бидејќи не работеле, а земале плата. Најголемиот дел од нив се токму од комунална хигиена Скопје и јавното предпријатие Паркови и зеленило. Георгиевски на нивно место нема да вработува други, зашто се покажало дека може да се работи и без нив. Премиерот е задоволен од акцијата, а според него лошите политики на опозицијата го довеле Скопје во оваа состојба. Ова беше политичка стратегија на опозицијата да преку неработењето на претходната градоначалничка нанесе штета на пред се на владата и на државата. И морам да признам дека во одредена мера успеа со сето тоа, но ние таа лекција ја научивме и затоа уште од првиот ден ги засукавме ракавите. Со месеци ВМРО ДПМН го блокираше собирањето на сметот за Орце да си направи пиар кампања. Реагираат од опозицијската СДСМ. Додека светот и регионот напредуваат со вештачката интелигенција, додека нашите соседи праќаат сателити во орбитата, ВМРО ДПМН и Орце Георгиевски не доведоа на тоа диредже на намерни блокади за да се прави пиар. Скопје и скопјани не заслужуваат ваков поценувачки однос, туку чист, модерен и организиран град со систем кој функционира, а не трикови за пиар употреба, соопшти од опозицијската партија. Акцијата започна, ѓубрето се чисти, а новиот скопски градоначалник ќе го решава и проблемот со јавниот превоз. 55 нови автобуси на приватните превозници од понеделник ќе почнат да сообраќаат низ Скопје. До нова година приватните превозници треба да стават уште 20 автобуси во функција, а веќе на почетокот на следната година Георгиевски најави нови 80 автобуси на ЈСП. Помалку од 48 часа од кога сум градоначалник, можеме да дојдеме до договор заеднички да бидат подпишани лиценците за приватните превозници и да пуштиме во оптек веќе од понеделник ќе можат да возат автобусите. 55 автобуси за скопјани, кои што сериозно ќе влијаат на подобрување на јавниот транспорт во главниот град. Приватните превозници пак се жалат, барат повеќе линии на ЈСП бидејќи тие не можат да постигнат. Автобусите им се кршат од пренатрупаност на луѓе, не можат да вработат ни нови возачи бидејќи не им се исплатени парите. Долгот кон приватните превозници е околу 180 милиони денари. Автобуси повише, треба да има таму више автобуси. Од ЈСП нема автобуси, ние сами возиме таму. Петка, Лисиче, знаете што е таму? Петки нема. Сами возиме, ги испокршиме автобусите, овие се, еве, година време, готовише автобусот. Во соработка со менаџментот на градот, Георгиевски најави координација на автобуските линии. На некои места ќе се вметнуваат нови линии, а на други линии ќе се редуцираат автобусите. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
ВМРО ДПМН и вреди следната недела ќе седнат на заедничка маса, но не за нова поделба на ресори во владата, туку за да ги договорат владините повереници во 4 општини каде локалните избори ќе се повторуваат. Но паралелно со тоа премиерот не исклучува можноста за кадровски освежувања по партискиот конгрес во декември. И додека владеачките партии најавуваат нови лица во опозицијата, засега нема значајни кадровски промени. ВМРО ДПМН и вреди седнуваат на маса наредната недела, но не за нова распределба на ресори во владата, туку за да одредат владени повереници што ќе раководат со 4 општини, во кои локалните избори целосно ќе се повторат. Како што потврди Мицковски, се чека извештајот на ДИК дека во Гостивар, Центар Жупа, Врапчиште и Маврово Ростуше немаше доволна излезност на 19 октомври и не се избраа градоначалници. Очекувам текот на следната недела кога ќе ги добиеме да седнеме со коалиционите партнери, да ги предложиме имињата кои што ќе бидат владени повереници во тие општини во кои што не успеа избори. Сепак Мицковски потврдува дека локалните избори по партиските конгреси и анализи веројатно ќе отворат и разговори меѓу владините коалициски партнери за кадровски смени во неговиот кабинет. Мицковски останува на ставот дека Беким Сали има добар кадровски потенцијал за вице-премиерското место на Меджити, кој заминува во Чаир, но вели дека други преговори за структурни промени немало. ВМРО ДПМН како политичка партија е најголема политичка партија во Македонија и дека мандатар на оваа влада сум јас и логично е дека последниот збор ќе го имам јас. Не би сакал да комуницирам преку медиуми, туку апсолутно овие работи се решаваат како и до сега на еден, би рекол, исклучително квалитетен начин во рамките на самата коалиција. Реконструкцијата на владата стана тема откако од вреди по локалните избори отворено изјавија очекување дека ќе добијат 2 нови министри, односно еден вице-премиер и еден министер за животна средина. Дополнително најавуваа дури реконструкција. Предизборната кампања пак самиот Мицковски најави можни смени во владата и избогување со владени функционери по партискиот конгрес на ВМРО ДПМН на 6 декември, од кој не е задоволен од нивната работа. И додека владините партнери отворено зборуваат за освежување на сопствените редови, опозицијата засега без крупни кадровски смени. Досегашните промени се скромни. Чупевска замена од раководството на СДСМ, а Блерин Беџети од УИ само ја отстапи фотелјата на собраниски координатор. Веднаш по изборите самиот Филипче најави промени и најави конгрес, но засега од СДСМ нема одговор кога би бил конгресот и што мислат за постојаните повици на ВМРО ДПМН за реформа во партијата преку смена на лидерот. Сличен молк за можни смени и во опозицијската ДУИ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во собранието пристигнуваат тројца нови пратеници од редовите на ВМРО ДПМН. Александра Николовска, Мартин Стојановски и Мито Андонов ќе ги заменат досегашните пратеници Бети Стаменковска-Трајковска, Јане Мицевски, Дејан Продановски, кои на локалните избори беа избрани за градоначалници на Киселавода, Сопиште и Прилеп. Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања денеска ги констатираше нивните мандати. Официјалната верификација се очекува на првата пленарна седница, која според најавите на председателот на собранието Африм Гаши ќе се одржи на 10 или 11 ноември. 4,5% инфлација во октомври. Цените продолжуваат да растат. Средба Орбан-Трамп во Белата куќа. Унгарскиот премиер во нов опит да биде домаќин на мировни преговори меѓу САД и Русија. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во октомври во однос на истиот месец лани бележи раст од 4,5%, а цените на мало пораснале за 2,8%, објави Државниот завод за статистика. Пресметките покажуваат дека најмногу поскапела храната и тоа за 7,5%. Алкохолот и цигарите поскапеле за 6,7%, а мебелот и покуќнината за една година се поскапи за 4,7%. Податоците за месечната инфлација покажуваат дека таа е намалена за 0,2% во однос на инфлацијата во септември, а цените на мало се зголемиле за 1,3%. Од опозицијата велат дека овој пораст е јасен показател дека економските политики на владата на ВМРО ДПМН се целосно промашени и без никаков резултат. Инфлацијата го јаде стандардот на граѓаните, ги јаде платите кои не се покачуваат, туку стагнираат. Цените на храната и основните производи растат, сметките се повисоки, граѓаните имаат се помалку пари во џебовите, се вели во соопштението на опозицијската партија. Процес во кој правда се бара за Илдис Веаповска се создава револт кај оштетените во овој случај.
Повторно одложено судското рочиште за случајот со родилката од Дебар која во Струшката болница остана без 3 органи. Веа Поска после 5 години голгота, стравувајќи од застарување на делото, најави протест поддржан од народот доколку повторно се одложи рочиштето. Ако нема одлука до крајот на овој месец и ако не продолжи судењето и ако вака се одлагаат сите рочишта, ќе морам да закажам протест и да има протест пред судот, и тој протест ќе трае секој ден од 8 до 16 часот, се додека не заврши судењето и се додека не се донесе пресуда во овој суд. Тоа е само показател дека обвинетиот е навистина винен за делото кој му се става на товар и нивниот единствен излез е застареноста на делото. Добивме уверување од овој суд, а ја искрено верувам во тоа дека нема да дозволат да застари и дека све мора да биде согласно законот. И само на тој начин можеме да очекуваме да го вратиме, да ја вратиме довербата во судството ако се постапува согласно законот. Загрижувачко е тоа што во овој предмет постојано се приложува од одбраната дека другите предмети се приоритетни и тука прети опасност од застареност. Заборава дека и овој предмет исто така е итем, бидејќи прети опасност од застареност и токму поради тоа е донесена одлука цело време расправата да се одложува за секој нареден работен ден како што е и предвидено во ЗКП. Инаку судскиот процес тече со бројни одлагања, враќање на почеток, менување на суди и обвинители. Делото застарува идната година. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Како релативно анонимниот Зохран Мамдани го освои најмоќниот американски град. Што значи победата во Њујорк за политичката сцена во САД? Дали младите гласачи беа пресудни и како политичарите да стасаат до нив? Анализа во тема на денот со новинарот Јане Бојаджиевски од Вашингтон и професорката по новинарство Мирјана Пантич од Њујорк.